Кривична пријава за поранешниот директор на здравствен дом Куманово, ФА, за злоупотреба на службена должност и овластување. Кривичната се однесува на незаконско исплаќање, односно штетување на буџетот на здравствениот дом Куманово, нешто повеќе од 20 милиони денари. Пријавениот како директор на јавната здравствена установа Здравствен дом Куманово во периодот од 2020 до 2024 година склучувал незаконски договори на дело и вработувал лица во установата без претходно да добие одобрение од Министерството за здравство, а потоа и без да обезбеди согласност од Министерството за финансии, незаконски вработил вкупно 127 лица, со што постапил спротивно на Закон за работни односи и спротивно на Закон за трансформација во редовен работен однос, констатирано од Државниот инспекторат за труд. Пред 2 години пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски истакна дека искусни медицински сестри во Куманово се избркани од работа и на нивно место се поставени кадри на ДУИ. Тогашниот директор Лили се огласи по обвинувањата и посочи дека ниту една од медицинските сестри не е кадар на ДУИ и нагласи дека за вработувањето одлучува стручна комисија. Според Лили автоматски се рангирале кандидатите, согласно оценките од средно образование и знаењата покажани на тестирањето. Ова не е прв сличен случај во здравството. Пред извесен период околу 50 лица давале и примале подкуп во замена за инвалидски пензии и туѓа нега.